Што знам. Уво е Реал на освои титули поќе. Кај 2006 што ви кажа, кај ги играчите кога да гледа, Ето Меси, Пујол, Деко и Роналдиньо. Ја на ова ми. Ова е пак ќе те тресе. Ова ми 86 година подарок од Име ми се купи ништо на Кап, ова е Роналдиньо кога му даде гол со Челси, така. Да, Гас овако тресно да. А ова е вчера тази го доби од Апора надвор ме чека. 2011 има исто е купен од Nou Camp. Пише го речам. Среќен роден вчера, први втори Камп на август 2011 Апо. Абе, среќен роден. Браво. Вчера поклон ми даде Апово. Ова е оригинал исто Nou Camp. Ова ми е Nou Camp. Ова е еден од препознатливи на век. Па рачуне 22 години прави годинава адресов и мора да за урава. Барса. 100 години правеше тоа е Барселона. Нова епизода, нашиот подкаст Скромен, имам нешто да ти кажам. Се враќаме на почетоците во Шило, кај што лани почнавме. Кај што нас задрца се најдол. Да. Пошто и климата зад нас бучи. И матицата овдека ни е некако матично место Шила. И не случајно денес сме во Шила, пошто си имаме еден специјален гостин за една уникатна, можам да кажам, приказна изложба на Цела колекција што е колекција од Барса, Стефан Николовски, може сам да се представи што е, кој е, како те гледаат другие, како се гледаат другие. Јас сум Стефан Николовски, 87 година роден, од 97 година навијач на Барселона, 20 и плюс 2-3 години активно навивање. Е ова резултатот на тоа долго навивање на Барса. Немам нешто посебно да кажам, али беше многу голема желба, искрен да бидам. И сечоци што сум чувал, дресови и такви работи, ептен ми се направи кеф, пошто и место е така баш за на мене е. Кој ти е најстар дека артефакт од овесите? Најстар треба да е еден дрес кој што ми е подарок, ондека се наоѓа од 86-та година од Барселона, тој ми е подарок, а ја личен мој најстар е 96-та година, еден исечок од целиот тим на Барса, треба да е негдека ондека. Ептен сум Фан. Да, ептен сум фан. Фанатик. Да, секако што врват времињава, некојаш нормално приоритетите се менуваат, ама немаше такмица или надпревар да го пропуштам, немаше шанси. Сега се теша некојаш да не гледаш или да заборавиш дека играт, ама Кој имаше кажано, може да смениш многу други работи, ама не може да смениш тимот за кој што навијаш. да, ви генерално то се гајти. Имат луѓе кои што да речам навијање му е наметнато или пренесено од родителите. Значи мене дел од тоа ми е пренесено од татко ми, зашто беше навијач пример на Партизан и го сакаше многу Партизан. Јас 3-4 пати оидов го гледав и Партизан, исто си го сакам Партизан, ама не толку колку Барселона. Не сум толку ватрен на навијач на Партизан. И не ми беше наметнато и едноставно така, спонтано се почна да си ја сакам. За тебе имаш нека таква прва меморија која ти од фудбал и од Барса? Па не можам вака точно да речам за Барса конкретно. Мислам дека Nou Camp беше пресвртница на цела работа. Да. Па така некако дома, знаеш, фудбал се гледаше, ние така сме спортско ориентирано семејство и гледаше. Татко ми многу фудбал гледаше спорт, тој некоја знаеше и до 3 сава или бокс да гледат. Имаше, беше фанатик и гледаше така. Надпревар тој беше Јуве, значи Јувентаж беше до последно, да. Тоа беше со него, да. И со него беше да ти кажам право, да, сам сум овдека и не можам да галамам. Беше да навијач на Јувентус и го сакаше многу Јуве, јас нормално покрај него и гаев некои симпатии и кон Јувентус се уште гаем. Пример ми е така фаворит во Италија кога ќе гледам. Тортим, така да, после Барса. Да. После Партизан. Да, то така изгледа, така и навиваја, значи на времето, кога ќе навиваја пример по Бајо и по Бајо тераа. Така и сега. Да, или левица, десница, како прави. Сакаше убав фудбал, многу сакаше Јохан Кројф. Беше број еден фудбалер. На исто рамниште, речам, со Марадона и кога и да прашав кој е најдобар, не можеше да се одлучи. Тежнеше кон Кројф, ама не можеше да се одлучи и така Кројф беше креатор на
оваа генерација или оваа модерна Барселона што денес се гледаме. Да, она интересот од тие И генерации. да, тоа 86-та година е и пред него. Да, да, пред него некое време. Уствари тој како фудбалер настапуваше тогаш, ама 91-92 година веќе 86-та, знаеш, кој беше шампион, Лига шампиони. да, не ти е јасно, не можеш да се сетиш, да. Мало беше тоа. Дуко на дечко што работи тоа да го прашав кога си роден, рече 99-та, мислам, речем му каму е 30 постар на година од тебе. И така нешто беше. 2000-та. Ништо не споделиш од ваму, од одење во Барселона. Мајка ми татко ми први најде на Nou Camp да го видат и ми ја пренесоа таа ми ја доловија колку што може толку таа атмосфера што беше, меѓутоа доживљај ми беше, се сеќам првиот пат кој идов, певме со Крста и со Игор и со Јанец, четворица бевме на така мини екскурзија една направивме и со мижење влегов на Nou Camp, зашто беше така интересно, влегвиш на средина на стадионов и така баш воздишки буди Nou Camp е 100.000 народ, најголем стадион во Европа. И со мижење влегов тоа, што ти кажам право, и се фасцинирав, стварно не можев да излезам, беше ептен мерак. И ботиката ја посетив тоаш и така ептен и гледавме надпревар, тоа имаш тоа треба да е 22-23 август, има тоа нека еден исечок од весник, го чувам. Ево е. Ова треба да е. Значи 2006-2007, ова е од таму земено. Гледате да, Милен играч од Барса. да, Не без тие конкуренција, Меси, не, се, ви Добро, од новиве генерации можда многу појки имаат почнато на новиве ради Роналдињо или Меси. можда и модата беше, да речам, убав фудбал и сега сите саке да навијат за тој што игра убав фудбал, што е најдобар, да. Лидер. Да, лидер беше, Карлес беше, така ми е, убави сеќавања. Бевме тогаш на Жоан Гампер, имат куп кој што го играт Барселона. И сам века единствен, ќе проверам за тој податок, ама единствен пораз на таков надпревар, ревијален е тој надпревар, има доживено само од јуве. Значи, немилосрдни и на таков надпревар не тепаја. Ќе ти кажам на многу интересна информација, 2016 влегов на Камп Nou без пари, 89-та минута, за Самдорија, 4-1 победи, пријателска утакмица. Случајно бев таму во Барса, не можев да купам. Балканец, опијанец, без пари. Не можев никако да купам карта. Никако не можев. Тоа треба да е лето, 22-3 август, тоа е Жоан Гампер. Мојкам имаме еден глуп, јас све сам Европа бев, шетав и сега имаме еден глуп мојкам другар натре, ќе се загирит готово, ако остам сам. Кај машките му спеваше па најдов една супер вајзорка таму, женска, а мојкам ваква и вака, ево мојкам те ќе ти оставам апаратов, телефон, се што сакаш, само дон добро. И 89-та ме пушти, Најгоре, ќе стегнеш да. надолу, нели, на 100 прв, онам, 100 и некој 50. А првите пати од кецан од двојка на него. Таму одма се бркај. Таму, каширање јаде. И кој излего вака горе, Меси имаш издадено 87 минута и тука баш легвеше она, Да. се обори влево десно, заврши утакмицата, ама интересно што остана, мислам што влего без пари на. Тоа да. да. И без пари. И до без пари, Да. 89. Беше тоа што играше со Бајер Михен Барселона, 3-4-0 заврши таа утакмица. Беше убава, така тоа што играше Роналдињо, Деко, Ето, Пујол и Меси. И така имаме еден исечок, нека ќе ви го покажам после. Таа беше? Таа бев тогаш прв На пат, две на две сум биден. Таа беше така, да речам ревијален напред, меѓутоа имаш така атмосфера, беше полн шишка. Или туристи секојаш. Да, полн, после сум биден уште два пати, ама не на надпревари. Иначе нема шанси да одам во Барселона приватно или како туриста и да не оставам камп, тоа нема да се деси. Вториот пат или вториот надпревар беше пред скоро 3 или 4 години имаат, прв надпревар беше Барселона Бетис, ама една недела после терористички напади имаше Барселона, една недела после тоа сојдов и прв надпревар јас очекував атмосфера голема, јако демеќе прва такмица со Бетис, сите тука нова сезона, ама беше упола, можда и помало од упола, 40.000 беа уплашени луѓето. Омилен тим имаш од Барса од низ години кој што освоја Лига шампиони, освоја се што. Некој да речеш и под кој тренер да речеме. Пеп Гвардиола без конкуренција. Значи ти тоа да речам нема дефиниција никаква и поинаква со Пеп Барселона направила ера што е сега. И Луис Енрике беше тренер, меѓутоа од така од омилените, ама Пеп ми беше така тен фаворит. И тој тим таа година или таа тика така игра на Барселона, мислам дека нема да се повтори. Голем мерак имав ко победи Барселона 5-0, беше стварно
прво гостување на Мориньо како тренер на Реал Мадрид и расканта. Здраво ги расканта. Френгол им даде. Петтиот, да, тој му го даде. И толку им Шави, да. Тоа пети гол. Први после, да. Први после. Домаров што беше Да, со облекувални тој. Се чука за чекање, тој, да. Пред да продолжиме, едно квизче овде има линк најдено, Ајде. Која сезона имате освоено последно лигава? 19-20, 17-18, 15-16, 18-19. 18-19. Не бе. Точно, точно. Точно е, точно. Да. Колку Лига шампион имате освоено Бускетс? 4-5-3-2. Бускетс. 3. Тоа да. Колку сезони има Тето играно за Барса? 6-5-7-3. 3. Реши? Не знам, да. Колку игри имат изиграно Чави за Барса? Колку направи? 632, 701, 767, 549. 700 мислам беше. Не. Пак завиши? Која позиција Барса заврши 15-16 во Лига, а прво, второ, трето, четврто, Второ. 16? Не бе, трето изгледа тоа заврши. Немој. Или прво или второ. Колку гола Ривалдо има даено за Барса? 158, 202, 129, 267. 129. Точно. Кој Да, број го имат Луис 6, Суарес 9. носено во Барса? 11, 14, 10, 9. 9. Точно. Добро. Погодивме? Толку уште што Три има? видат Три, погодивме, ама уште три, три добра, јас 6. изгрешив, да. Значи 6 од 10. 6 од 10. Слабо. Добро е. Слабо англискиот. Следно што сакав јас да те прашам е да поврзиме со Шива, Добро. со Кафичов. Накратко да ни кажеш приказнава од кај почна за Шила, другарија кои што сте тимот, Да. што си работите, уникатно страша носи со се Шила по концепт кафич, не е само кафич. Така. Културно катче. Да, Спортски тука поврзиме па Шила. Да, Ето па- екипи најмногу може да Јувентус се прати Да, фудбал. да. И И со од право. Интер нели има? Немате од Интер? Имаат од Интер, ама Пославица, а? Двајца. Во Франција е ушендио, да. Кафичов прави 8 години прави на 5 јун. Порасна, да, второ деление. Шила беше наша желба голема, уште од деца ние се дружиме, да речам, кругов на луѓе кои шидат овдека или што се насликава или другари, се дружиме преку 20 години заедно и ни беше така, секогаш некаква желба имавме да водиме некој наш клуб или капче кое што така ќе не држи заедно, да речам. Морам да признам дека ова што денеска е Шила е благодарение на сиве нас септе и на вас и на луѓе кои што да речам допринесват за баш да е урбано место. Па ја ги труд и љубов е вложена овде, да бидам искрен. Те сме горди на Шила, сме тука јас, Крсте, Бојан, Чорбе, Никола, и дечки сите овдека што се прва лига, едноставно да сакавме да направиме, сакавме да направиме нешто различно, да не сме стереотип во секој поглед, да. Мислам дека успеавме така мало и убава приказна, добра локација, интересно местенце, така многу мачни почетоци ја овдека има, но наш производ и многу се гордееме со тоа. Пошто баш наш, само нашиот ни даде по некој динар и ја стартовајте. Тие мислеа, барем за татко ми ќе кажам дека колку ни даде некој динар, и заборавени парите, готово, фрлени, разбираш, да, фрлени, ајде пробајте и ќе видите што ќе направите, ништо, да. И така некој, ама не само ни остави да не се скарате и тоа го поштоваме до ден денеска. И пошто не вреди ништо за таква работа. И гледам по слики истите луѓе што ги кажат сега. Да, истите се тие, да, истите се тие. Тоа е таа некоја енергија што ќе имат и што Да. се гради, што се Да, и се надополни, се кубичи што викаме ние и со луѓе и со све. Менаџирање овдека, да речам, најголем дел го работат Крсте и Чорбе работат тој дел. Ние само да речам допринесуваме за добра атмосфера. Си ги едноставно поделено врските од старт, презентиравме како здрав живот, како урбано капче и успеавме. Сега никогаш не треба да го прецениме објектов и влијание во наше, секогаш треба да сме на некое нормално ниво, да можеме да комуницираме и да сме отворени со луѓе. Така, секогаш е така и да речем овој ваков дел мене ми беше многу голема желба зашто со 20 години сум го збирал. Сигурно некој има нешто друго да покаже. Некој јас не знам имаше кутија од цигари, некои избираат капачино од пива, некои избираат не знам маркици. Поентава е да се
подигни свеста малку, во тешки времиња живееме сега и да речам сега ние не сме престари, ама не сме ни нешто посебно млади веќе, да ги потикнеме некако млади, да сака спортов, фудбалов, пасијава, така, или небитно, значи, секој си има своја пасија, уметност, така, некои книги читат, некои, не знам, вестници збираат. Тоа мене ми се свига, мислам, нормално целиот концепт, ето нека време веќе со работи, тоа што си имаме со Шила, зашто не само ето културни настани, плюс спортски работи, има некоја мешавина. Да, има некој микс. Ви навиката за гледање фудбал, реално, ја направи, да речам, Јуве, фан клубов Охрид, и поздрав до сите нив. И стварно, така почна приказнава, така се собра и стварно се во најголем број. Овој Крстен Инџава имат милион вие двајца, да. Секојаш, ове, Фили, да, Кархулјон, сите се, тука но стоп има некој. Така да тоа е, те сме горди со Шила и се надевам ќе продолжиме на тој пат уште долго време. И ја голем ентусијазам, голема желба. Сакаме да правиме новитети, имаме уште еден мал објект кој што го направивме лани во мај, така 22 мислам, ако не се лажам, 22 мај беше отворен. Take away station за продажба на цедени сокови, кафиња за носење, нешто што така. Да речам и крофни, да. Крофни, барои, бомбици, така вегански производи. Имат милион комбинации, да, имат и вегански, имат и кремови сега. Имат нонстоп новитети, нонстоп е интересно, да. Ги охрабрувам и сите што сакаат да презентираат нешто што имаат и да си продолжите и со нормално поетски читање и такви работи, тоа дека него ни редиме на дневен ред, тоа се знае дека е тера. Пошто спомна за тоа во вакви времења саш духот малце и спортскиот и здравствен. Да, бе, знам што, да се ние види според мене фудбалска нација е Македонија, така? Спортска нација е во најмала рака, да. Тоа сите спортови според мене мислам кон навивачи, најмногу пратат фудбал, сакаат да играат, сакаат да гледаат. Штета што ето после многу време сега годинава мало имаме некој успех да речам на меѓународна сцена со репрезентацијава. Иначе нема, мислам дека незаменлив спорт е фудбалов број 1. Најважна споредна работа во едно онака обично мислење според тебе, зашто е така, ко фудбалска нација најмногу се прати тоа, успехов видат после козни колку години, условиве нема доволно услови. Све на прво место условите и ние некогаш своевремено сме оделе по школи овдека за фудбал, тоаш беше една школа, немаше ко сега 10, значи една школа беше и таа ја одевме тоа, значи немаше ние трениравме фудбал со рушени топки, со вакви. Значи ти не можеш успех да направиш со ваква, да, ама вакви беа топките, балонки ги викавме на фудбал. Да, немаше недостаток на услови секогаш имало и мислам сигурен сум и дека сега е така. Мада ја гледам дека инвестираат, имат игралиште едно друго, имат балон кој што му стои на располагање нон-стоп, значи за тренинзи за таква работа. Втора причина се знае, политика е во све измешана и таму и тоа е не може да се очекува за колку голем успех, не се инвестираат во спортов, во фудбалов. Мало поќе се инвестираше во ракометов и ја одма крена резултати. Добро, тие бројките за разлика од ракомет, колку пари требаат за фудбал. Да, неспоредливи се. Тука е неспоредливи се, да. Финансите генерално. Ќе видиш каква школа има, кој било тим во Европа, споредиш и во Србија. Да. Србија, да. Тоа е малце чудно што во регионот имаат многу. Кај нас уште не се Јас од приватни тренинзи да држат со некои што се разбират, пример некои што знаат психолошки да спреми. Така. Види, да речем Барселона, Јувентус на глобално ниво имаат школи, своји школи кои што ги Имаше Јувентус 30.000 младински фудбалери пријавено. Да. 2015-та. Значи имаш исто и ФЦБ школа, значи имаат глобално движење кои што го имаат за пикирање на таленти. Мало да речам да сме појаки, одма ќе ставиме некој појак фудбалер. Имаме ние сега 10 првотимци, кој Шпанија, кој Италија, така, кој што е значи напредвет играат јако. Затоа и националниот дрес е сега одма крена. Тоа е најакото на кога зборуваме за фудбал. Да, со страст, со страст. Јас сум Јувентус, Барса И ние Мене луѓе што не гледаат никогаш фудбал, тоа никој пат не може да сватат. да, јас да ти кажам, Ти играш за нив. Па јас се нервирам и со поќе се нервирам од тренер. ама јас финалето Јуве Барса на 2-1 излегов, не може да го гледам. Со кола се возев дур заврши. Значи не можам, да, не можам, така сум ватрен, ептен, нервен.
и знам и да сум вулгарен и сега ме слушаат други, не сакам. Една од погорките моменти беше баш ова што спомнуваме со Залета, татко ми беше кажав навијач на Јуе и се семеен доен гледаме. И се дават гол за Залета и не испад вид сега, персонално испад вид и се тој не знае да се рад вид, зашто јас да не го плачам, беше многу незгодно, разбираш. И долги години после тоа јас не можев да се опоравам од тоа и тој само ќе ме пулеше и чути, знам што да ти речам. Правиме со сите гости мои, небитно од која бранша се, или дека го правиме тоа што кажував дека настани културни што организираме на некој начин го заменби тоа што недостигат нас млади или општо на граѓани во Охрид, младински културен центар, таква сцена, независна сцена, алтернативна сцена, а сите ги прашувам и несомнено кај дека е голема важност, ама некој твое видување која да кажеме што може да не си директно вклучен во уметност, во култура, ето Министерство за култура, ама Да. обичен граѓанин, едно видување на тој. Имате една дефиниција, викаат свет младима остае. Мислам дека треба ти фали таква работа, затоа што има стварно дечки кои што си ја знаат своја работа, си упоштуваат тоа од музички бендови до театарски представи. Потребна е таква работа, ние сме големи поддржувачи на култура и уметноста, комплетна поддршка можам да изразам за таква работа, иако директно пак ќе речам не сум пасиониран уметник за нешто и така, ја почитувам многу, меѓутоа не сум. Сега, да не беше пример Шила, не затоа што е наш објект, него стварно не ќе имаме каде да го изложиме. Така ќе требаше дома да викам. Не зборувам за, не зборувам за други нивоа. Греota е да нема таков тип, затоа што Охрид е на крај лулка на писменост. Јас сум сигурен дека имате луѓе кои што таа работа знае да ја ценат и дека ќе поможе да се оствари таква работа. Ема дискусија, небитно е, да. Така да треби таква работа. Ние имаме, да речам, поддршка од неколку портали, локални овдека и Охрид и Струга. Кога и да се направи ваква работа, и сами знаете дека се сподели, се шеруваат, се труди секој на секаков начин. Канализирање на младиве може да е добар знак дека од напред цело општество, така. Сакам да те прашам, освен со овие сите работи, што правиш ти да речеме, пошто знам дека водиш бизнеси 3-4, и што правиш од Сабајле, како ти се случува денов, стан? Сега почнав да ти кажам од Сабајле, јас имам иначе куче, Златен ретривер, да, и тој ми е во нетешките моменти и во најубавите со мене. И Бено се вика, Бено, да, Бено. И сега последно го шетам Сабајле. Куче си по-7, знам да го прошетам него. 8 сатот, малку гњавење со деца дома. И негдека 9 сатот, да, стартуваме. И мотори љубам, сакам мотори многу. Од дете сум порастен со мотори и со коли. 25 години веќе и тој бизнес го работаме, тоа е продажба на мотори. Сега скоро отворивме нов салон. Да, сега скоро отворивме нов салон. Убав. Тоа е наша мала, разбираш, тоа е наша. Тоа е ваша веќе, да. Од што викате од железничка кога ќе трниш на кај Косел, 20.000 народ живее таму. Вистина. 20.000 народ, така од Видобишча нагоре 20.000 народ живее тука. Тука. Не, стварно вака далеку го видов и она заличи се. Убав, да, направивме модерен убав салон, ми беше така животна желба, убав мотосалон, зашто све во животот ни донесе еден салон кој што го имавме на куќата кај што живееме на Дејан Војвода. 35 квадрати изложбен салон и 15 квадрати канцеларија ни донесе, да речам, све. Да се одолжам на тоа со фамилија наша, мислам дека направивме добар чекор, убав, модерен убав салон. Ни го нацрта е Уонио Скотскаја и претежно таму, да. Сега нема свадбулиња. Работиш нешто? Чепкам по нешто, да. Свадбулиња нема сега и не одиме в хотел, иначе. Па да ти кажам право, со големо задоволство можам да кажам дека ова стварно ми лежи. Ти сакам да работам, сакам да правиме луѓето среќни и задоволни. Кога ќе се работа за производи вака од угостителски карактер. Генерално све што работаме така поврзано, устужна дејност е. Значи ти продажба е некаков тип на устужна дејност. И за туризмот и гостителство, до кај мислиш, до кај сме, која е граница меѓу во споредба со некои други такви Види сега, локации, значи ние да речем идеји кога ги црпиме кога ќе шетниме негдека, така ќе прошетаме негдека и ќе видиме некоја идеја, ќе исцрпиме нешто модерно, интересно и сега веќе не можам да кажам дека сме многу далеку од Европа. Има една безвезе работа што е секогаш си го подценуваме нашето, секогаш. Значи пример нашиот производ или од нашето кафе што ќе го испиет овдека, секогаш ќе е полошо од тоа што ќе го плати 3,5 евра во Солун покрај море. Охрид, мојот кој сакача сега да кажете, јас сум фанатик и си го сакам многу.
Значи, јас имавме ние прилики да студираме, живееме и надвор, ама не избегав. И што мојот охри да понуди една недела да не застанем со шетање, да речам, ево Грција нема сите заедно ги прошеташ во една недела. Сите оние на Кракон, погоре, подолу, оние селцана што се токмет со Охрид, разбираш? Нешто да кажеш да ти лежало, па што дека нема цензура, знаеш? Да не ги бе многу Скопјани да си идат овдека. Сега зашто видео, ево, ни ги затворија границите годинава и сите овде дојде и овде годинава убаво беше. Стварно треба да си го поштаваме нашето. Поздрав до вас, стварно ја бркате работа како што требит и само напред. Да си работиш, И фала и вие исто.